распишувањето на локалните избори, од Државната комисија за спречување на корупцијата потсетија на забраните и ограничувањата што важат за време на изборите. Меѓу клучните се забрана за нови инвестиции и вонредни исплати, забрана за користење државни ресурси за кампања, забрана за подкуп, строго се забранува давање пари, подароци или други бенефиции за влијание врз гласачи, ограничувања пред и за време на кампања. 20 дена пред почетокот на кампањата до крајот на изборите нема јавни настапи за отворање објекти финансирани од државата. Државната комисија за спречување на корупцијата ќе го следи целиот процес, ќе пријавува прекршувања и ќе бара постапување од надлежните органи, а граѓаните и медиумите се повикани да пријавуваат сомнителни активности за време на изборниот период. Во киселаода спроти седиштето на општината беше поставена новата биста на народниот херој Цветан Димов. Предходниот споменик беше во лоша состојба поради негрижа и оштетувања. По барање на жителите, општината изработи нова биста, со што на овој голем херој му се оддава заслужено признание, а историската меморија добива повидливо и достојно место. Нашите херои не се само имиња во учебниците, тие се сведоци на историјата, втемелени во нашата слобода и иднина. Со новата биста на Цветан Димов, поставена на ова видно место, соодветно оддаваме почит кон неговата жртва, но и создаваме услови многу повеќе луѓе, особено младите, да ја запознаат неговата приказна, изјави градоначалникот Орце Ѓорѓиевски. Ќе се гради ново игралиште за баскет во основното училиште Гоце Делчев во Горно Лисиче, информираше градоначалникот на аеродром Дејан Митески. Инвестираме во иднина, спомени, спортски дух, услови за правилен раст и развој на дечињата во секое населено место, училиште, градинка, истакна Митески. Утре од 19 часот кај скалите под хотел Парк на кеот на Вардар, а во рамки на проектот На одморсум во Центарсум, ќе се одржи спортска дружба и забава со познатиот македонски атлетичар Кокан Ајановски. Дечињата ќе имаат можност да трчаат заедно со Кокан, да научат повеќе за атлетиката и да уживаат во позитивната енергија на спортот. Градоначалникот Горан Герасимовски истакна дека со овие активности им се нуди на децата што летово остануваат во градот можност за дружење, забава и нови спортски искуства. Настанот На одморсум во Центарсум се реализира во рамки на програмата за култура на општина Центар за 2025 година. Се реконструира спортската сала во основното училиште Његош во населеното место Колонија во Газибаба. Поправките, како што јавија од општината, опфаќаат молерисување, санација на ѕидовите и освежување на внатрешниот простор во училиштето, а фокусот е ставен на целосно подобрување на спортската сала. Реконструкција е дел од нашата поширока заложба за создавање современи и безбедни образовни услови за нашите ученици. Спортот не само што придонесува за здравјето, туку ги учи младите на тимска работа, дисциплина и ферплеј вредности кои се темел на секоја здрава заедница, изјави градоначалникот Бобан Стевковски. Асфалт на нови улици во Волково најави градоначалникот на Ѓорче Петров Александар Стојковски, кој преку социјалните мрежи информираше дека се работи под пругата, каде што ќе се асфалтираат нови улици со вкупна површина од 10.000 метри квадратни. Континуирано посветено се грижиме за секој дел од општината. Ѓорче ја доживува својата инфраструктурна револуција. Задоволството на нашите сожители е главен мотив и најголема награда за работата, истакна градоначалникот. Во пресрет на почетокот на новата учебна година во спортската сала Марко Божиновски и на спортското игралиште во основното училиште Лазо Ангеловски целосно се заменуваат подовите со нова нелизгачка спортска подлога, јавија од општина Аеродром. Целта на оваа активност е да се подобри спортската инфраструктура и да се создадат побезбедни услови за спортување на учениците во Ново Лисиче. Со инвестициите во спортската инфраструктура обезбедуваме подобри и побезбедни услови за нашите ученици и млади спортисти. Верувам дека новите сали ќе бидат место каде што ќе се раѓаат нови успеси и спортски пријателства, изјави градоначалникот Дејан Митески.
Внимателно ги слушам проблемите со кои граѓаните се соочуваат низ секојдневното функционирање во општината, како и предлозите и идеите кои ги нудат за надминување на ваквите проблеми, изјави кандидатот за градоначалник на Киселавода од СДСМ Горан Трајковски при средбите со жителите. Тој потенцира дека неговата програма ќе се базира токму на граѓанските предлози и идеи, бидејќи според него тие најдобро знаат да ги лоцираат проблемите што мора да бидат надминати, за да се живее во вистински средена општина од секој аспект. На платото кај млечен ресторан, синоќа средба со жителите на Карпош одржа кандидатот за градоначалник од ВМРО ДПМН Сотир Лукровски. Тој во својата објава напиша: "Неверојатна енергија, повеќе стотици мои карпошани, повеќе стотици срца за Карпош. Разговаравме, се слушнавме меѓусебно. Карпошани точно знаат што сакаат и како сакаат да изгледа Карпош, а јас сум тука да слушнам, забележам, ставам во програма, а потоа и да преточам во проекти." Лукровски кажа и дека од есен Карпош ќе биде општина отворена за своите граѓани, модерна, урбана и хумана. Владко Митовски, кандидат за градоначалник на Газибаба од СДСМ, според неговата објава на социјалните мрежи, започна со маалски средби со жителите на општината. Ќе излеземе на терен лице в лице со граѓаните, во секое маало, во секоја улица, на секоја врата. Ќе слушаме, ќе запишуваме, ќе градиме заедничка програма заснувана врз реални потреби и ваши идеи, објави Митовски. Во соработка со режисерката Ана Јакимска и фотографот Александар Чокревски, Лајка ја лансираше кампањата "Дали си ти мојот дом", посветена на вдомување на куќиња кои со години чекаат вдомување. Кампањата преку моćни фотографии ги прикажува куќињата во топли секојдневни сцени, моменти во кои недостасува само еден елемент за сликата да биде целосна, новиот сопственик што ќе им подари љубов и дом. Преку "Дали си ти мојот дом", јавноста има можност да ги запознае најдолго задржаните штитеници на Лајка, да ја види нивната нежна страна и да дознае како да им подари нов почеток. Скопјани од денес ќе возат поевтино. Се намалија малопродажните цени на бензините Евросупер 95 и Евросупер 98 за по половина денар, додека Евродизел е поевтин за 1 денар по литар. Новата цена на Евросупер 95 ќе биде 74,50 денари, Евросупер 98 ќе се продава за 76,50, а Евродизел за 68,50 денари. Повторно пеколно во Скопје. И денеска беше прежешко со слаб умерен ветер и температура до 40 степен. Од Управата за хидрометеоролошки работи информираа дека под влијание на многу топла воздушна маса до крајот на оваа седмица ќе се задржи слично време. Препораките за скопјани се истите како и претходно: да не се излегува на отворено во периодот од 11 до 17 часот, да се пие многу вода и да не се консумираат алкохол и тешка храна.